Апсењата на членови од ДУИ се очигледен политички притисок и пресметка со неистомислениците. Смета политологот Джену Рисени, бидејќи како што вели, сите приведени се дел од фракционерите и гласно се спротивставуваат на партиското раководство. Очигледно е дека ова е политички притисок или поточно кажано политичка пресметка со довчерашните нивни сопартици, бејќи несомнено дека ќе му нанесат многу штета на следните избори парламентарни. Но пред се заради најавите на медиите дека постои можност уште повеќе пратеници од ДУИ да се приклучат кон него и ова е како вид на политичка одмазда. Според аналитичарите, најсомнителен е тајмингот на акцијата, која се случи само 2 дена од како беше најавено формирање на нова политичка партија од незадоволните интегративци. Политологот Джено Рисени вели дека фракционерството и стравот за тоа што ќе им се случи на ДУИ на следните избори не се единствената причина. Според него, страстите се подгреваат и поради тоа што се во ова се случува во моменти кога владата треба да испорача уставни измени, а внатрешните случувања во ДУИ дополнително им го отежнуваат и онака тешкиот процес на убедување 80 пратеници да кажат да. Особено сега кога власта е на тест за осигурување на 80 пратеници за уставните измени. Вчера практично беше првата најава кон медиите дека треба малце, да, како да кажем, да олабави со нивните изјави или поточно кажано да се смири пред особено овој месец, овие 30 дена кога владата наголемо се интересира во обид да осигури 80 гласа во парламентот. Инаку во акцијата што вчера ја спроведува МВР и обвинителите за организиран криминал, бизнисмени, инспектори и политичари беа цел на претреси и апсења. Помеѓу првите на кои им беа ставени листици на рацете беше Исмет Гури, функционер на ДУИ кој важи за близок до фракцијата која прераснува во нова политичка партија.